буквата К. Козјак. Акумулацијата со површина од 1200 хектари е долга околу 32 километри, со длабочина од 130 метри и максималното растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри. Се наоѓа на идеална надморска висина од 470 метри со вкупен волумен од 550 милиони метри кубни вода и корисен волумен од 260 милиони метри кубни. Има најбогат рибен фонд. Основата на браната е 500, а круната или врвот 310 метри. Тоа е најдолго вештачко езеро во оваа држава. Според атракцијата и функционалноста на езерото, невспоредлива изградбата на така наречениот воден лифт, таму каде што етапно ќе се регулира водостојот на водата во езерото. Оваа огромна инка за зауздување на водите во најголемите дождовни периоди е втора по функција во светот, бидејќи ја градеа истите кинески експерти што ја граделе и проектирале најголемата светска брана на жолтата река во Кина. Карпош Петар. Непокорен ајдутин, предводник на големото народно востание од 1689 против Османлиската империја, познато како Карпошово востание, во кое биле ослободени териториите на Крива Паланка, Кратово и Кумановско. Се прогласил за крал на Куманово. Набиен е на колец од страна на османлиите на камениот мост во Скопје во 1689. Во чест на предводникот на востанието, Карпош, општината во градот Скопје го носи неговото име, додека плоштадот на левиот брег од Вардар пред камениот мост го носи името Карпошово востание. Исто така на средината на камениот мост е поставена плоча во негов спомен. Плочата го носи следниот текст, испишан на македонски и на англиски. Карпош, водачот на големото народно востание од 17-тиот век. Споменикот на Карпош е поставен на источната страна од камениот мост, на левиот брег на реката Вардар. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја